Почитувани, добра вечер. Вие сте со првата емисија на Трета порта во новата 2014 година. Во оваа емисија очекувано ќе ги видиме новогодишните обраќања на колумнистите, политичарите, новинарите, како и дел од случувањата од минатата недела. Почнуваме со новогодишното обраќање на премиерот Груевски, кое се однесува на резултатите на владата остварени во минатата година, како и на она што треба да не очекува во следната 2014 година. Еве го новогодишното обраќање на премиерот, кое беше пренесувано во живо на Македонската радиотелевизија, но и на некои други национални телевизии. Тука премиерот Груевски се осврнува на повеќе аспекти, на повеќе полиња на работење на владата, се зборува за економијата, за политиката, иако поголем дел од обраќањето е посветено на економијата. Па еве тука премиерот Груевски се задржува на еден дел од како тој што самиот вели дека од едно од најголемите успеси на неговата влада во изминатата година, а тоа е намалувањето на невработеноста. Па премиерот вели: "Она што е најважно е што и оваа година растот на економијата се рефлектираше на ново намалување на невработеноста, која се уште е висока, но споредено со екстремно високата невработеност на почетокот на мандатот на оваа влада, кога наследивме невработеност од околу 38%, намалувањето за околу цели 10% поени на сегашните 28,7%, не само што е историски најниска невработеност, туку се чини и максимум што можеше да се направи во едно тешко време на 5,5 годишни светски и европски кризи, кога во најголем дел од земите невработеноста растеше. Интересен податок кој неодамна го доби Агенцијата за вработување по анкетирањето на сите регистрирани невработени е дека повеќе од половината од регистрираните невработени се изјасниле и подпишале изјава дека се пасивни невработени и дека не сакаат агенцијата да им нуди работни места. Ние ќе продолжиме активно да работиме на се што е во наша моќ да се отворат нови работни места. Тоа е обраќањето на премиерот. Сега тука имаме одговор на економистот, на професорот Ванчо Узунов, кој е исто така дел од економскиот совет на СДСМ, кој својата колумна ја има насловено "Писмо до Дедо Мраз". Тука Узунов на еден саркастичен начин упатува пораки до Дедо Мраз за нова година, но во тие пораки всушност се вели што треба да се направи да се подобри во македонската економија, што професорот Узунов очекува. Па еве ние ќе го прочитаме делот од колумната кој е посветен токму на вработувањата и на немалувањата на невработеноста. Па Узунов вели вака: "Како трет економски подарок за наредната година е добро ако имаме и пораст на вработеноста. Дедо Мраз, и тоа е навистина потребно. Знаеш да те опоменам да не паѓаш на триковите на оваа влада, која се фали дека опаѓала невработеноста, иако едновремено молчи дали расте вработеноста. Па јасно, кога не расте, тоа е само поради брешењето на невработени луѓе од евиденцијата, како и поради масовно иселување на млади во странство. Добро те разбирам, кога ми велиш дека за да се исполни оваа моја желба, треба и ние граѓаните да го прифатиме дека ќе мора самите максимално да се трудиме да го подобриме нашиот квалитет како човечки капитал. А на владата останува да создаде услови преку реален развој на образованието, до обука, преквалификација и слично, како и преку создавање подобри услови за работење на предпријатијата." Тоа е колумната на професорот Узунов. Одиме со уште едно обраќање, а тоа е на колумнистот и новинар Ерол Ризаов, кој вели новогодишна честитка до Груевски. Тука на почетокот на колумната Ризаов се заблагодарува на премиерот за неговата новогодишна честитка, која вели дека е посветена на него како и на сите други граѓани. И затоа тој вели, еве, и тој сака да му прати на премиерот новогодишна честитка.
Еве еден дел од обраќањето на Ризалов. Не очекував дека премиерот ќе признае оти во досегашниот 7,5 годишен негов мандат на чело на владата е направена и најмала погрешна процена околу тоа кои се приоритетите на Македонија во стратегиските државни инвестиции. Се разбира, не го призна тоа, ниту пак помисел такво нешто, но кажа јасно дека во иднина ќе го прави тоа што досега требаше да го направи. Конечно, ќе почне Груевски да гради автопатишта и друга инфраструктура која требаше досега да биде завршена. За 7 години мандат се изградени само 7,5 километри автопат. Во јавно публикуваните рекламни извештаи за неговите успеси, овој поразителен факт го прикри со зборовите реконструкција на автопат и со присвојување на обиколницата на Скопје, која беше пред пуштање. Емисијата ја продолжуваме сега исто така со сет колумни кои се посветени на крајот на годината, кои се новогодишни рекапитулари на дел од политичарите, аналитичарите, новинарите и тука сега одиме со колумната на редовната колумна на Горан Михајловски од уредникот на Вест, сакам да кажам, во која Михајловски секоја година преобјавува некои стари текстови кои се напишани пред многу години и споредува дали тие соодействуваат со сегашниот крај на годината. Па како и секогаш Михајловски во своите колумни вели дека ништо не се менува и дека работите тука и таму, но во голем дел остануваат исти. Еве ја колумната на Михајловски, насловена Лош дедо. И еве ќе го прочитаме, да речеме овој дел. Еве, на пример, на 6 јануари 2007 година, значи пред 7 години, на ова исто место сум напишал. Се сеќавате ли кога Бранко не плашеше пред 10 години дека ако не гласаме за него и за неговата СДСМ, ќе завршиме како Бугарија? Ние го послушавме и си гласавме за него. Се покаже дека Бранко бил визионер. Навистина, не завршивме како Бугарија. Една година подоцна, додека Груевски ги консолидираше врските со медиумите, на 5 јануари 2008 година го напишав ова. Дали го гледавте обраќањето на премиерот на државната телевизија? Она што беше снимено на скалите пред владата, кога Никола не гледаше од озгора. Не може да сте го промашиле. Гарант сте го фатиле. Имаше едно 156 репризи во сите делови од денот. Кога не одеше на МТВ, интегрално го пренесуваа на Сител. За да го утврдиме материјалот, едно 105 пати не го читаа и интервјуто што претходно го дал за вечер. Продолжуваме со колумната на Илија Димовски од ВМРО ДПМН, која исто така е насловена "Економијата е важна, политиката е споредна", и целата колумна е насочена кон економијата, кон тие случувања и кон, како што вели Димовски, успесите на владата. Еве дел од колумната на Димовски. Македонската економија во првите 3 квартали забележа значителен и неочекуван пораст од над 3,3%. Се зголеми бројот на странските туристи, се зголемија средствата за капитални инвестиции во централниот буџет и во буџетите на единиците на локалната самоуправа, се зголеми бројот на вработени во секторите земјоделство, рударство, градежништво и услужни дејности. За над 30% се зголеми обемот на работа во секторот градежништво, како основен и најзначаен двигател на целата економија. Во 2013-та почнаа со работа со изградба или со најава многу странски инвестиции во Република Македонија. Празните економски зони почнаа да се пополнуваат со реални инвестиции, почнаа да се градат нови фабрики, економијата е најзначајна, политиката е споредна. Сега одиме со колумна на Кире Наумов од СДСМ, која може да се каже дека е
иако не е директен одговор на колумната на Демовски, може да се прочита како одговор, бидејќи тука Наумов вели дека државните институции често манипулираат со статистичките бројки, па така бројките кои ги цитираат членовите на владеачката партија според Наумов не се секогаш точни. Еве што вели Наумов. Нема никакво објаснување за драстичната промена на податоците кои ги направи Државниот завод за статистика при објавувањето на растот на бруто националниот приход за третиот квартал. Таква скандалозно ретуширање на претходните податоци не е забележано најверојатно ни во Грција. Ке се осврнеме само на два податока. Во сите претходни соопштенија, статистика излегуваше со податок дека во 2012 година индустриското производство паднало за 8%. Според истите податоци, во првите два квартали од 2013 индустријата бележеше минимален раст од 0,7 во првиот и 4,1% во вториот квартал. Јарно ама во декември статистика вели попу не важи и не бомбардира со следнава мала промена. Па така, од тогаш за 2012 стои дека индустријата забележала раст од 2,8% и понатаму дека во првиот квартал таа растела за цели 9,1%, а во вториот за 7%. Мојата чудесна земја, тој е чудесниот рецепт како се станува четврти во Европа. Продолжуваме со колумната на Валатко Ѓорчев, исто така од ВМРО ДПМН, која исто се е насочена претежно кон економијата и кон политиката, па така ние ќе прочитаме еден економски дел. Владата имаше година на солидни перформанси. Економијата закрепна со респектабилни 3,5% раст на БДП, што е меѓу првите 3 најдобри резултати во Европа. Не треба тука многу раскажување, туку само да се погледне растот на БДП и бројките за 2013 година. Извозот расте, а невработеноста првпат по 17 години падна по 30%. И понатамо е голема, но јасна е тенденцијата на опаѓање. За разлика од порано, кога само гледавме затворање фабрики, оваа година некако навикнавме речи се секој месец да се отвора нова фабрика. По долго време се појавија огласи каде што се вработуваат неколку стотици луѓе. Странските фабрики во Штип, Битола, Скопје, Темирхисар и Кавадарци почнуваат со поголемо производство. Продолжуваме и со рекапитуларот на годината на поранешниот дипломат и амбасадор Ристо Никовски и очекувано неговото размислување е насочено претежно околу проблемот околу името. Па така Никовски вели во 2013 година се расчистија сите лажни дилеми околу името. Имено Никовски вели дека во 2013 година странскиот фактор, претежно американскиот според него, заедно со владеачката ДУИ, отворено се обидел да го смени идентитетот на мнозинскиот народ и отворено бара од Македонија да го смени своето име на сметка на својот идентитет. Па еве дел од колумната на Никовски, каде што тој отприлика кажува дел од овие тези. Главниот процес кој ги разби сите недоразбирања го иницира лидерот на ДУИ Али Ахмети. Откако се врати од посета на САД, која беше организирана од страна на нашиот во наводници докажан пријател Филип Рикер, тој побара да отвориме јавна дебата околу името. За да нема никаква забуна, наскоро во земјата дојде и самиот Рикер, кој не го повтори истото. За проблемот треба да се разговара на најширока основа. Не знам што мислите вие, почитувани читатели, ама силен и длабок е впечатокот дека идејата е на Рикер, а не на Ахмети. Впрочем, додека беше амбасадорот во Скопје, во повеќе прилики, Рикер апелираше јавноста да им помогне на политичарите да го решат проблемот. За да нема недоразбирања,
тој истовремено инсистираше да си најдеме име. Со други зборови предлагаше виткање на рбетот. Никој американски политичар или дипломат, а најмалку нивниот амбасадор, би се осудил да побара нешто слично во Атина. Сетот колумни го продолжуваме сега со некои размислувања на аналитичари, на новинари околу идниот председателски кандидат. Па така новинарката Мирка Велиновска тука се осврнува на дел од искажани карактеристики за еден од можните председателски кандидати кој се уште нема никаква официјална промоција, но за еден за кој се шпекулира, подобро кажано во јавноста, дека е можно да биде, а тоа е професорот Стево Пендаровски. Па Мирка Велиновска тука вели дека споредбата на Пендаровски со американскиот дипломат Бжежински е смешна и кажува зошто е тоа така и еве дел од размислувањето на Велиновска. Таа вели сага за Стево Бжежински и за Соросовите печурки. Тука веројатно мисли на новинарите кои пишуваат позитивни работи за Пендаровски. Комплекс ли е или потреба на робот да сонува да стане моќен, колку што му е господарот, не знам. Но во случајов со идниот председателски кандидат ми се чини дека се работи за клиничка слика на грандоманија. Башка работа е што Бжежински, први, оригиналниот, прави стратегии за империја, а Бжежински втори, македонски, целата своја научна работа ја посветува на обожавање на мислите на оригиналот, кои во Македонија во сите нејзини димензии не може да се применат, освен како дел од САД. Ова е прв случај кога една држава, во која една политичка партија што отворено се залага за статус на протекторат, произвела дупликат геостратег од светски калибар со оригинална геостратегија како да свариш компир без вода. Сега одиме со колумна на професорот Димитар Мирчев, кој пишува за најмногу за актуелниот председател Ѓорѓе Иванов и тука се осврнува на дел од критиките упатени кон Иванов за неговото работење и за неговото предновогодишно обраќање. Колумната на Мирчев вели вака: наместо аргументи, дисквалификации за председателот. Еве дел од колумната. И денешните анкети покажуваат дека избирачите високо го ценат за неговото честно, успешно и достојно извршување на своите должности и уставни обврски. Имаше ли некои кохабитацијски тешкоти со другите гранки на власта? Не, напротив. За разлика од сите претходни председатели, и Црвенковски, и Трајковски, и Глигоров, дали кој да е негов потек беше погрешен или им штетеше на интересите на државата, а можеби и некому внатре во државата. Не дај Боже, не се заложил доволно за етничките заедници, за сиромаштијата, стандардот, економскиот развој, за демократијата, за религиите. А кои му се пак уставните овластувања за тие прашања за кои може да се заложи со секој гест или изјава. Се искажа за решавање на сите прашања во институциите и во рамките на правниот поредок, дури и за така наречени лидерски средби. Емисијата продолжуваме со дел од актуелни случувања од изминатата недела, а тоа е еден сет на колумни објавен во медиумите, во кој се продуцира еден нов настан или тој настан му се дава една посилна димензија, а тоа е така наречениот судир на левицата, кој така е насловен од самите учесници во оваа дебата. Судирот на левицата се однесува на ставовите на група на новинари, колумнисти, аналитичари, професори
кои ги анализираат состојбите во државата и кои се перцепираат дека ја поддржуваат левицата, и судирот се однесува на тоа дека дел од нив имаат различни ставови околу начинот на идното однесување на опозицијата. Имено дел од нив мисла дека опозицијата треба да продолжи со протести, со вон институционално делување, доколку не им се овозможи простор за фер и демократски избори. Друг дел од нив мисли дека опозицијата без разлика на се треба да бара фер избори, но не смее да не учествува на нив, бидејќи тоа би било погубно за опозицијата. Еве вака целата дебата ја иницираше колумната на професорот Ѓорги Спасов, кој вели за судирот на левицата во Македонија. Еве дел од поентата на Спасов. Многу пати сум пишувал дека Груевски има воспоставено систем на владење кој е познат како изборна автократија. Во таквиот систем, институционалните канали за влијание на опозицијата се блокирани. Мнозинството во собранието ја надгласува систематски опозицијата, воспоставен е монопол врз највлијателните јавни гласила, а со така наречени контрапротести на опозицијата ја стеснат просторот и на улиците за изразување на нејзиното незадоволство. Во таквите системи се апсат политички противници, се казнуваат опозицијски новинари, владее корупција, се злоупотребуваат сите државни ресурси во време на избори и со тоа шансите на опозицијата за промена на власта на избори се мали. Но тоа не значи дека опозицијата треба да се откаже од институционална борба за промена на власта. На последните парламентарни избори во 2011 година опозицијските партии во Македонија заедно освоија повеќе гласови од партиите на власт. Сега одиме со одговорот на Бранко Геровски, новинар чиј весник беше спомнат во колумната на Ѓорге Спасов како еден од залагачите на тоа дека опозицијата не треба да оди на избори, и професорот Спасов во еден дел наведе дека според неговото размислување тоа може дури да делува и депримирачки врз членови на опозицијата кои работат и кои се подготвуваат за избори. И сега Геровски вели апсолутно романтично професоре Спасов, и тука дебатира дека тезите на професорот Спасов се теоретски, романтични, нереални и дека тоа така во реалноста не делува според Геровски. И тука Геровски возвраќа на тезата на Спасов дека поради таквото делување неорганизирано опозицијата добила малце градоначалнички места и дека тие што ги добила поради излегувањето на избори. Па Геровски вели вака: впрочем, никој подобро од Заев не може да посведочи за ова што го зборувам. На последните локални избори, во кои влезе со неспорна огромна предност во рейтингот, токму Заев се соочи со опасноста да ги изгуби изборите во своја Струмица. Професорот Спасов знае, или треба да знае, дека поранешното раководство на СДСМ, кога одлучи да излезе на локални избори, знаеше дека може да добие најмногу 4, евентуално 5 или во најдобар случај 6 градоначалнички места. Тие прогнози се остварија. Расцепот за кој зборува професорот, а попрецизно би било да се зборува за напуштање на СДСМ од страна на Стефчо Јакимовски, Сдружената опозиција, сега без Милетик и Цановски, ја чинеше вкупно 1 и со цифра 1 градоначалничко место. Приказната околу судирот на левицата ја продолжуваме со едниот од главните актери, а тоа е професорот Љубомир Фрчковски, кој исто така одговара на тезите на професорот Спасов и во својата колумна вели дека Спасов не ги чита доволно модерните теоретичари на политиката и дека неговите тези се депласирани и старомодни. Па Фрчковски вели мрзливиот ум и заробеното сепство, во која алудира на тие што ги
алудира на оние кои ги протежираат тие тези, во смисла дека мрзливиот ум е затоа што не читаат доволно, а заробеното цепство бидејќи биле заробени во минатот. Фрчковски вели вака: идеолозиве се надминуваат себе си, тврдејќи дека ништо освен владење на мнозинството на ДПМН добиено на наместени избори не е демократско и дека други опции не се можни. Дури ни прости, сосема нормални и процедурални парламентарни математики за сооборување на тоа мнозинство со друго кое е остварливо математички и теоретски биле ерес и ширење непријателска пропаганда, заведување младина. Со еден збор, срам да им е на оние што помислиле такво нешто за можно во нашава демократска градина. Тоа што такви парламентарни операции биле со години можни во Србија, во Бугарија и секаде околу нас, со ниво на нашата политичка култура земји, не е важно. Кај нас тоа не е можно. И секако, драги мои, такво нешто не е можно во Македонија, се додека идеолози на левицата се мумии, а нивните теории се од рангот за потеклото на липите во Скопје. И сетот колумни ќе го завршиме со уште 2 или 3 колумни кои се однесуваат на однесувањето на односите во владата меѓу коалицијските партнери и на она што според дел од аналитичарите кои тука полемизираат се новите барања на албанскиот партнер во владата на ДОИ, кои според овие тука што анализираат се поголеми, добиваат замав и дека излегуваат од рамките на сите политички договори. Па така Ирина Радовановиќ од Дневник вели интегрирање по моделот на ДОИ и тука јасно кажува својата иронија. Радовановиќ вели: не правиме политики на поделби, туку политики на интеграција, изјави лидерот на ДОИ Али Ахмети на новогодишниот коктел на партијата. Но што подразбира Ахмети под политики на интеграција? Се чини прашање на денот е кога тој ќе побара ротација на премиерското место. Една година од власта премиер да биде македонец, а наредната албанец. Се со цел албанците од Македонија подобро да се интегрираат. Еве и колумната на Тони Науновски, кој исто така е познат како редовен критичар на однесувањето на албанскиот фактор во земјата, и Науновски вели: со попуштање барањата немаат крај. Тука Науновски се осврнува на некои информации дека еден од можните претседателски кандидати бил понуден од страна на владеачката ДОИ на нивниот коалицијски партнер ВМРО ДПМН како прифатлив кандидат. Попусти се пишувањата, говорите, оние што ги донесуваат политичките одлуки, управуваат со политичките процеси без оглед на добронамерните критики, анализи, прескрипции. Во пресред на новогодишната честитка од ДОИ кон своите коалицијски партнери ВМРО ДПМН за Стево Пендаровски како консенсуален претседател на РМ, пошто Белки конечно ќе следува долго очекуваното политичко отрезнување на ВМРО ДПМН, прекин на коалицијата со ДОИ и распишување нови избори, односно формирање на влада без ДОИ. Избогувајќи се со ова тешка и мачна година за нас македонците, со надеж дека во 2014 ќе имаме држава, на сите почитувани читатели им посакувам среќна нова година. Тука завршуваме со емисијата. Ова беше последна колумна во оваа трета порта. Емисијата следете ја секоја среда во 19 часот и 15 минути. И не заборавајте, трета порта не ви кажува како да размислувате, туку ви ја презентира големата слика, а заклучоци донесете сами. Останете со програмата на 24 вести.